Добро утро. Да си кажеме ова утро за водата, природен ресурс за кој во иднина ќе се водат војни во светот, кој за среќа ние во Македонија го имаме во изобилие, но го користиме многу нерационално и го трошиме. Гостин на оваа тема во студиото е Борис Начков, поранешен технички директор во Водовод и канализација. Господин Начков, добро утро, добро дојдовте во студиото. Благодарам на поканата, поздрав до гледачите и до екипата која уредува оваа емисија. Почитувани, во емисијата ќе ги вклучиме и универзитетските професори Гоце Тасевски од Градежниот факултет, а потоа и професорот Ордан Чукалиев од Факултетот за земјоделски науки и храна. Ќе зборуваме, како што веќе реков, за водата и за тоа како да ги намалиме загубите на вода. На почетокот би сакал да го парафразирам последното соопштение од јавното претпријатие за водовод и канализација, испратено вчера. Секторот санитарна контрола на јавното претпријатие Водовод и канализација на ден 22.12.2024 година, значи вчера, изврши вонреден мониторинг на водоснабдителниот систем. Мониторингот опфати 9 клучни места. Беа земени примероци од водата за пиење, врз кој беше изведено физичко, хемиско и микробиолошко лабораториско тестирање. Водата од водоснабдителниот систем на град Скопје е санитарно исправна и истата може од страна на граѓаните непречено се користи. Господин Начков, дали со овој зафат, компликуван, прилично компликуван и тежок зафат, секоја чест на екипите на Водовод и канализација брзо ги решија големите дефекти, купивме мир кога станува збор за снабдувањето со вода граѓаните на Скопје, ние граѓаните на Скопје, или можно е многу брзо да се случи нов дефект или потреба од нова интервенција со оглед на староста на системот? Најпрви честитки и благодарност до екипите кои учествува и колегите од Водовод и канализација. Во Водовод и канализација се уште има стручни луѓе кои си ја знаат работата. Да. Сега интервенцијата беше добра и се заврши работата како што треба. И јас од вака гледајќи од страна што викам подалеку, не знаејќи детали, може да требаше интервенцијата да се случи неколку дена порано, за да ги нема тие загуби. Меѓутоа, тоа гледано оддалеку. Дали имат затварачи, тендер, ги има... Последниот ваков зафат бил направен во ваше време, 91 година? Тие се произведуваат во Германија, во Чешка, во Австрија. Последниот ваков зафат е направен 2012 година на железарскиот цевод, е даван приклучок за селото Бардовци, и самото испуштање на водата има количина траеше 8 сата и затоа е се овие комплицирано. Значи пред 12 години беше 2012 без година снабдување со вода еден ден левиот брег од реката Вардар? За разлика од сега? Да. И после е правено исто вакво испуштање, кога е даван приклучок, направена е на меѓу кај Љубљанска и Македонско-Косовска пумпна станица и резервоар за шутур. Исто тогаш е правено на тој цевод. А на овој цевод, последно запирање е направено 91 година, даден е приклучокот за бунарското подрашće Нерези Лепенец, трите нови бунари што се направени, и пред Вардар е направен на ова цевка. Прашањето беше купивме ли мир за некој известен период или можно е многу брзо да се случат нови дефекти? Колку е лесно или тешко да се предвидат дефектите во водоводната мрежа? Па тие се следат секој пат, има стручни луѓе кои секојдневно си ја бркат работата. Меѓутоа, мој предлог е и моја размисла е воздушните вентили се многу важни сегменти во водоводниот систем. Водоводниот систем е доста стар. Еве овие цевоводи се градени 64 до 68 година. Сега сме 2020, значи 60 години. Таа хидромеханичка опрема, тие затварачи, тие воздушни вентили што треба да се заменат, да дојдат нови 60 години. Ваков потез, бидејќи сега е сменето до хотел Карпош, ваков потез треба да се направи од хотел Карпош до крај, овој цевовод иде со илјадарка до булевар Србија, и на тој све што може да се направи санација, да се заменат нови затварачи и нови воздушни вентили. Еве, токму за ова ќе го прашаме и професорот Гоце Тасевски од катедрата за водоснабдување, канализација и мелиорации на Градежниот факултет во Скопје. Професоре, добро утро, поздрав од студиото на Телма во Скопје.
Добро утро, поздрав и од мене до вас, Еве, студиото и до наши гледачи. гостинот во студиото спомена 60 години стар водоснабдителен систем, односно главните цевководи се 64-та и 68-та инсталирани, поставени. Од тогаш градот е многу сменет, многу нови приклучоци, а воедно ве прашувам и имаат ли тие цевки од челик со фи 1600 мм рок на траење, односно животен век, колку време можат да издржат и колкав проток на вода? Така, значи, секој систем има некој век на траење, така и системот за водоснабдување. Според литературата и теоретските познавања, се смета дека цевководите имаат рок на траење од 60 до 100 години, во зависност од начинот на одржувањето. Ако имаме перфектно одржување, викаме максимално дека ќе трае системот, односно цевководот 60 години, ако не го одржаваме, не се грижиме за истиот, ќе биде 60 години. Односно Така да 160. систем кој сега А познавајќи го нашиот менталитет, веројатно не се грижиме многу добро. За жал така, кај нас секогаш имаме проблем со одржувањето на системите, помалку проблем имаме со градењето отколку со одржувањето. Така да овој систем кој сега го зборуваме денеса и сите системи позначајни во Македонија се веќе влегуваат во онај краен експлоатационен период, каде што сега од овој момент, можеби требаше и многу порано, треба да водиме се повеќе и повеќе сметка за нивниот квалитет, односно се повеќе да вршиме мониторинг посебно на примарната водоводна мрежа. Со оглед на тоа што велите 60 години ако не го одржуваме како што треба, 60 години веќе навршуваат со едниот цевковод, оној што е железарскиот, за 4 години ќе му мине векот и на од оваа страна на Вардар. Што значи, што треба да се случи по тоа? Треба да се заменат комплетно, да се извадат тие челични цевки, да се инсталираат нови или дел по дел? Како би одел тој зафат? Не треба да се оди на таква варијанта. Односно, моментално и практично Водовод Скопје направи една таква студија, каде што го оцени квалитетот на цевководот. Релативно е во добра состојба за среќа, иако викаме не се одржуваат кај на системите, во овој случај барем овие капитални доводи на вода во Скопје, според последните анализи од колегите од Машински факултет, се покажува дека има одредени слабости. Значи, меѓутоа, во целина цевководот е во добра состојба, односно на катодна заштита која го штити цевководот функционира добро за наша среќа, така да одредени делови, сектори каде што дебелината на цевката е доведена во прашање, има одредени протекувања на спој помеѓу вентил и друга опрема со цевководот, тука треба да се интервенира. Значи да се интервенира парцијално на деловите каде што се покажува слабост. Што значи таа слабост или отпорност? Велите во релативно добра состојба покажала студијата на колегите од Машинскиот факултет извршена минатата година. Дали не значи тоа дека делови од цевката се веќе кородирани, можеби на некои делови дури се видлива е рѓата површински гледано, сега зборувам за шахтите и за некои други делови од тој систем на водовод и канализација. Во каква состојба се ете, например, канализацијските цевки? Дали се почувствителни тука вентилите, затворачите кои ги менуваа сега за време на викендот? Да, затоа што хидромеханичката опрема експлоатациониот век е многу помал него на цевководот. Ние зборуваме за експлоатационен век на цевковод како цевка без хидромеханичка опрема. Релативно вентилите се со многу пократок период на употреба и најчесто проблемите се јавуваат баш на тие спојави. Протекувањата се најчести во 90% од случаите во системите за водоснабдување на спојавите на различни материјали најчесто. И тука е онај слабост која е очекувана да се појави во вакви системи. И тука е практично онај дел кој треба ние да интервенираме. Професор Тесовски, канализација, во состојбата на канализацијата за жал не ја знаеме доволно, за разлика од системот за водоснабдување. Канализационите системи можеби се цела емисија треба нова да ги анализираме по каква функција се истите, меѓутоа во принцип тие системи се разделни, не се со некое агресивно толкаво влијание на системот за водоснабдување. Во ред, ќе се приклучи кон прашањата и гостинот во студиото, тоа е поранешниот технички директор на водот и канализација Борис Начков. Меѓутоа, јас би сакал претходно уште едно прашање. Под прашањето е, кога станува збор за промената на цевководот главниот, познато е дека во Скопје делови од
цевките кои ја вршат дистрибуцијата на вода до крајните корисници, до граѓаните, се азбестни. Дали тие се проблематични во однос на здравјето на луѓето или каков е вашиот став во однос на ова прашање? Видите, тие цевководи како цевка нема никакво и се докажало дека нема влијание на здравјето на луѓето, додека се во таква состојба, додека не се настане некој дефект на истите, кога настанува пресек на азбест-цементната цевка, укнатина или било каков некој дефект, во тој случај тие системи се опасни за населението. Има азбестни цевки, ево и директорот тука ќе потврди, кои се со многу поголем век на експлоатација, меѓутоа одлично си ја вршат својата работа. Се разбира, во догледно време тука се очекуваат проблемите, азбестните цевки додека се затворени немаат проблеми никакви, меѓутоа кога се прави приклучок на истите или кога по разни причини доаѓа до контакт со атмосферата, азбестната цевка, некој санација на некој дефект, тука настанува проблемот и тука е неизбежно замена на тој материјал. Да, еви Начков рече, ги пофали своите помлади колеги, актуелни луѓе одговорни во јавното предпријатие дека се стручни, ги следат работите, меѓутоа колку е едноставно да се предвидат такви дефекти или такви интервенции во азбестните цевки, вие како стручна јавност и ние како граѓани и сите заедно како корисници, односно луѓе кои ја пиеме таа вода, дали можеме да бидеме безбедни дека ете при тие многу голем број интервенции, голем број на ископувања и нови приклучоци не се доведени во опасност азбестните цевки? Јас верувам на тимот исто на Водовод и Скопје и за друг медиум пред дефектот кажав дека таму има доста стручни лица кои добро си ја познаваат работата, несомнено ги имаме секојдневно информациите за дефект на таков цевковод. Се разбира тие кога ќе настане дефект на азбест-цементна цевка се и то како стручни да проценат дали тој дефект ќе го загрози квалитетот на водата или нема да го загрози, и сигурен сум дека тие веднаш ќе алармираат до нас корисниците дека можеби тој дел од системот за водоснабдување одреден период нема да биде да се користи водата за пиење, се додека се направи санација онака како што треба да се направи. Добро. Професоре, прашање од гостинот Начков. Професоре, јас Да, ќе го поведете. земам од Горан телефонот и ќе додам. Очекувам поголема вклученост и активност на науката, а то се разбира на градежниот факултет, затоа што таму се учи и санитарна хидротехника, пречистување на питки и отпадни води, имаше проблеми во Струмица, имаше проблеми во Берово и ова. Не видов некоја реакција, би сакал да се вклучите затоа што се работи за основната животна субстанца водата. Ова беше повеќе сугестија Начков до Отидам ќе поразговараме со професорот. Да, сум на располагање во секое време. За жал, нас не повикуваат во оној момент само кога нема вода, кога има проблем. Сите системи во Македонија се со проблеми, посебно за водоснабдување. Може да видите колкави се загубите на вода во системите за водоснабдување. Да, за тоа ќе Ако некаде викаме зборуваме 145 милиони кубни вода годишно се губи, ако таа вода е по пола евро, тоа е 75 милиони евра годишно на некој начин. Нашата држава, наши пари се губат само во системите за водоснабдување. Замислете колкави се тие средства кога би ги поделиле по јавните предпријатија да инвестираат во одржување на водоводната мрежа, за да не ни се случуваат вакви дефекти и да бидеме и ние професорите и инженерите кои се занимаваме со оваа проблематика да бидеме помирни. Односно, да не бидеме на тапет, да кажам, само во оној момент кога нема вода, што е за жал. Повторно ќе потенцирам. Ние сме актуелни, како и сите други околности во државата, само 3 дена. Ево, верувајте дека до петок ќе заборавиме сите дека Скопје немаше 24 часа вода. Ако не ни се случи многу брзо некој следен дефект со оглед на староста, возраста на цевководите, па и на целиот водоводен систем, колку е тоа тешко или лесно да се предвиди и кога некој поголем зафат очекувате вие да биде неопходен? Видете, дека ќе ни се случи дефект, ваков ќе ни се случи сигурно. Можеби не во Скопје, можеби во некој друг град. Во летниот период имавме во Штип ваков дефект на еден главен доводен цевковод до резерварот во Штип. Исто Штип беше неколку дена во тешка ситуација со водоснабдувањето. Пред 2 години имавме катастрофален дефект на системот за наводнување во Тиквеш, исти профил на цевковод. Така да сите водостопански системи се во ситуација да очекуваме уште во следна минута да ни се случи ваков дефект.
Професор Таски, благодарам многу за вклучувањето во утринската емисија. Еве и Начков си зема за право да ве повика да бидете поактивни. Ние како Телма остануваме отворени за темата да ја држиме актуелна и по петок, кога поголемиот број од нас ќе заборават на актуелноста на темата за водата за пиење, големите загуби и дотреността на системот. Благодарам уште еднаш. Да. Ви благодарам за поканата. Имајте убав ден. Ви благодарам и вие исто. Господин Начков спомена професорот големи загуби, тоа е второто прашање на кое треба да зборуваме. Центарот за граѓански комуникации во анализа од јули годинава исто така многу прецизно утврди дека годишно се губат по 146 милиони кубни метри вода во Македонија, зборувам. Купното производство е 245 милиони, што значи дека повеќе од половина, односно нешто над 60% е загуба, апсолутна загуба на вода. Зошто толку неодговорно се однесуваме со овој природен ресурс? Горам само уште малку да кажеме. Јас би препорачал професорот да го поканите, професорот што правеше студијата за испитување на двата главни цевоводи, професор Стојанчо Стојменски од Машинскиот факултет во Штип, и ќе кажем, тој бе гостуваше на македонска телевизија. Има малку, вели дека е во добра состојба, само на кај шахтите има што нешто одма мора да се санира. Во однос на загубите на вода, Горан, ова е вечна тема во сите водоводни предпријатија во светот. Вие ми пративте една анализа, студија подготвена во ваше време, повторно ќе кажам, 2007, односно во 2006 е правена студија и план програма како треба во 2007 да се намалат загубите и до 2011 да се стаса до некое пристојно ниво, европско ниво, прифатливо за понормалните земји, од 20% загуба. Ние во тоа време имаме меѓу 45 и 50% загуба, стасавме до 60 наместо да го намалиме тоа. Зошто сме волку лоши негативни шампиони? Значи види, јавното предпријатие во водовод и канализација по мене е најстратешкото предпријатие во државата, затоа што тука се водоснабдеваат 600.000 жители, градот Скопје и дел од околните општини. Во однос на загубите, ова е вечна тема и се слагам со ова кај што треба да се работи повеќе. Меѓутоа не е тоа малку новинарски и од луѓето кои недоволно ја познаваат оваа материја викат не се загубите 63% или јас ке ви набројам да кажем. Ние до 1991 година бевме комуналец. И од другите предпријатија, од Загреб, Белград, кој што радите ви? Тука е паркови, тука е комунална. Сета таа вода не е загуба. Имаме тековно испирање на резервоари. Резервоарите еднаш во годината да се исперат, да се испушти водата, да се џогира, да се чисти, да се наполнат 4 волумена се. Имаме механичко испирање хлориран ново изградена мрежа. Јавно украсни чешми и санитарни и чворови јавни. Имаме 235 тони чешмички што се нуле. 235 тие тречат од 15 април до 15. Не течат сега се на добро, што нечат грото беа да ти кажам. Добро, вие експертите ги делите загубите на технички, комерцијални и како беше уште една подгрупа. Под технички загуби се овие дефекти на магистрални дистрибутивни цевководи, ова што ни се случуваше на Никола Парапунов во изминатите денови. Потоа дефекти на поцинкувани цевки, преливка и резервари евентуални и дефекти на пумпи, така? Тоа се технички загуби. Комерцијални загуби кога велам на загуби од нелегални диво приклучени корисници, на неисправни водомери или на погрешно читање на водомери. Значи по сите основи ние губиме вода. Да. Прашање за дебата е, не гледам простор зошто би се сомневал во анализата на луѓето од Центарот за граѓански комуникации кои велат дека шампиони во трошење се слагам. Вода се Скопје, потоа следат Гостивар, Тетово и Кичево. Се слагам делумно. Јас сум им пишувал на граѓански асоциации на Герман Филков и на Сабина Факич да отидат да поразговараме вака на само. Затоа што викам, испирање има на канализациона мрежа, полевање на зелени површини. Еве ќе ви кажам, во општина Аеродром се направени Ивица дека беше градон, се направи 15 бунари,
ископани бунари, поставена мрежа само да се уклучи и со прскалки. Паркови за да не троши струја, паркови за да не троши струја не ги користи, ќе ги одвртат хидрантите баштански низ парковите и тие се течат. Миење на јавно прометни површини, противпожарните наводнувањето, противпожарните ова комунални предпријатија, така да таа загуба корисно употребена вода од 103 корисно потребено е 22 милиона. Комерцијалните загуби што викате диви приливи, има социјални случаи. Например, градот Скопје е еден од ретките во бивша Југославија кај што има донесено 10 кубика на човек што ќе донесе од центрите за социјални работи се ослободени, 50 квадрати за стамбена површина не му се фактурира. Ќе се навратиме на темата. Кога го спомнавте веќе наводнувањето, вие спомнавте тревниците во општина Аеродром. Генерално најголем потрошувач на вода, кога станува збор за природните извори, е земјоделството. Би сакал тука во програмата да го вклучиме професорот од Факултетот за земјоделски науки и храна Ордан Чукалиев. Професоре, добро утро, поздрав и до вас од студиото на Телма. Добро утро, поздрав за вас, поздрав за гостиот и поздрав за вашите гледачи. Така како неславни рекордери по потрошувачка на вода, овој природен ресурс од природните извори со кои располагаме, како да го намалиме, да ги намалиме загубите на вода и тоа нерационално трошење, при тоа не можеме да заборавиме и да не бидеме нескромни, да кажеме дека немаме земјоделско производство кое би можеле да го имаме, не е на нивото, не можеме да произведеме доволно храна ниту сами да се прехраниме. Значи назадуваме и во земјоделското производство, а при тоа земјоделството е најголем потрошувач на вода. Зошто сме такви какви што сме? Да, добро. Во право сте. Видете. Ја кора го барам уште во самото образование, во основно училиште, каде што ние учиме дека Македонија е земја богата со вода, со руди, со шуми, со се е богата и кога си богат не треба да штедиш. Тоа е еден менталитет расипнички кој што го создаваме. Јас сум впрочем така воспитуван, не знам денес дали тоа истото се учи во основните училишта. Богати со природни наоѓалишта, така е уште дефиницијата. Да, добро. Значи, кога ќе погледнеме, ние сме богати со вода, ние не сме сиромашни со вода. Меѓутоа имате право, тоа е еден од најзначајните светски ресурси, бидејќи е извонредно ограничен, само помалку од 2% од водата во светот е сладка вода, питка вода, другото е се солена вода која што не може да се користи од човекот. Во наводнувањето ние имаме прво најголема потрошувачка на вода во државава, користиме вода со добар квалитет, која што може дури да се пие и тоа се е возможно пред се поради изградените системи и изградените акумулации. Значи, кога реков Македонија е богата со вода, тоа е само по количина. А временскиот распоред и територијалниот распоред на водата не е поволен, така да ние имаме изразени сушни периоди. Имаме огромни потреби кои што не можеме во секој момент да ги задоволиме. Значи, во летото ние нити со наводнување, па дури и ниту за потребите на населението на некои места не обезбедуваме доволно. Како можеме да заштедиме? Загубите во наводнувањето, бидејќи за другото не сум експерт, се загуби во каналската мрежа, значи при дистрибуција, и тие се навистина големи загуби. Ние имаме најголем дел од системите се градени за површинско наводнување. Тука имаме отворена каналска мрежа, имаме големи загуби, меѓутоа имаме и големи загуби на нива. Значи, земјоделците не се обучени за правилно наводнување, при наводнување со бразди загубите се најмалку 50% од водата, вештачки дожд околу 20% од водата се губи, и кај капка по капка, која што е високо ефикасна техника, имаме најмалку се 5 до 10% загуба на водата. Значи, ние не можеме да работиме без загуба, бидејќи тоа е нормално при претварање на водата од течност во почвена влага, доаѓа до некои загуби кои што се во некои случаи големи. Како тоа да го намалиме? Ефикасност на наводнувањето. Значи, подобрување на каналската мрежа, поставување на дигитални системи кои што ќе следат
да се испушта вода само онаму каде што е потребно, каде што има потрошувачка, а не да се пушти по каналите и да завршува во реципиентот. При дистрибуцијата да се поправат нормално сите оние канали, да дојде до рехабилитација на системите за наводнување и на нива да се движиме кон најсовремените техники и да идеме во дигитализација, односно дигитални системи за поддршка при донесување на одлуки. Бидејќи во моментов земјоделците наводнуваат по чувство, имаат голема тенденција да прекумерно наводнуваат, односно сакат да видат кал на нивната нива. Таа тенденција треба да се промени, да сватат дека високо ефикасните техники на наводнување не се како ние старите традиционални техники. Тука не можете вие всушност да видите колку вода сте дале и тешко се презаситува. Професоре, ќе морам во интерес на времето да ве прекинам. Многу убаво звучи ова теоретски се што го кажувате, колку е тоа може да се имплементира во пракса. Друго прашање дискутабилно со оглед на тоа што ете клучот е во дигитализацијата, а ние сме многу далеку од дигитализација и на многу други сектори. Кога станува збор за земјоделството, веројатно исто така. Си го земам правото да ве поканам, еве отворена покана да ви упатам на темава, да дојдете да повелете овде и во студиото, да зборуваме во детали. Да го прашам малку. Да, еве Начков има прашање до вас, меѓутоа куси сме со времето. Кусо, ако може само ве молам. Во рамките на бивша Југославија, према површината Македонија и према системите што беа изградени, беше на прво место во Југославија. Како тоа е завршено и со Калиманци, и со Овче поле, и со Битолојо и Тиквеш е застаното. Навака нема развој на тоа поле. Од неодговорен однос кон водостопанството. Се согласувам, во право сте. Наводнувавме и преку 90.000 хектари, сега извештаите се 20 до 30.000 хектари, а остатокот е нерегулирано трошење. Професор Чукалиев, ви благодарам уште еднаш за вклучувањето во емисијата. Ве очекуваме и во студиото на Телма со подетална анализа. Начков, повторно да се вратиме на загубите што ги прават водоводните системи во поголемите градови, не само во Скопје. Некои ваши исто така поранешни колеги, односно директори на Скопскиот водовод, ќе го спомнам тука Душко Весковски, во некои од медиумите побара, односно предложи да се подготви национална стратегија за замена на цевководот, бидејќи, како што рековме, веќе стар повеќе од половина век, дека и тој се согласува со вас дека јавното предпријатие Водовод и канализација е стратешко предпријатие, меѓутоа не може само да поднесе таков зафат, таков товар, ниту има пари, ниту буџет, ниту располага со можности за тоа. Што вие за крај би кажале како совет на вашите помлади колеги, актуелни луѓе таму, како да ги намалат загубите, а најлесно да го модернизираат системот? Горан, најкратко што може да бидете, добро си се спремил. Постои национална стратегија. Имплементација на националната стратегија за води треба да биде основ. Водите се поделени во 6 министерства, не може така. Сите се одговорни никаде. Тоа покажа во Струмица, во Берово, кај што беа проблемите. Загубите на вода, во Скопскиот систем. Производството годишно се движи околу 103 милиона кубика од Равче и од бунарскиот систем, зависи од хидролошката ситуација во летен период. Се фактурира 41 милион, или тоа е околу 40%. Меѓутоа, 29 милиона или 28% е корисно употребена вода, а стварните загуби на вода се од 32 до 35%. Тоа е голема. Треба да биде дозволено е до 20. Има градови кај што има 10% загуби на вода. На ова поле треба да се работи. Водовод има набавено најсовремена техника за ова и со неа треба да се работи. Обично треба да се работи најмногу во вечерните часови, кои што нема шумови. Како се испитува тоа? Од една точка, од еден затварач до друг затварач на 100 на 200 метри и со шумови се лоцираат дефектите. Тоа се толку прецизни да кажуваат дека дефектот е над тоа растојание од тука. Например, партизанска да се прекува, може да има дефект и он ќе избие. Меѓутоа, да не се копа цела партизанска, се го лоцира точно од тротоарот дека е на 2 метра. На полето на загубите треба да се работи многу. Исто така, многу актуелна тема за која за жал во оваа емисија немавме време е опасноста од загадување на изворот Рашча 1 и Рашча 2, односно главниот извор што го снабдува Скопје со вода од подземните води на Југохром.
Меѓутоа ова е друга тема, многу сериозна, Јас би ве сериозно замолил, прашање. јас би те Да. замолил ти пошто и ти даваш, значи ти си еден и Сејат Ризвановиќ кој дава на ова поле да се работи, има многу што да се каже. Тоа е најголемата бојазност и она со дупот во Ѓорче Петров за бунарското подрачје не рези лепенет. Во Скопје имало бунарско кај алумина зградата на Настел. Имало во позади општината Чари што беше бутел. Имало во Маџари, имало во Драчево се загадија. Не дај Боже да се загади ова, ќе има големи проблеми со водата. Треба да се зачува ова што го имаме, на полето на заштитата треба најголемо внимание да го се обрне. Дачко, ви благодарам за гостувањето во утринската Натална. Благодарам.